Почитувани медиуми, добар ден. Овчарството, како сточарска гранка, имало и ќе има големо општествено и стопанско значење поради природните и економските услови кои владаат во Македонија. Оваа година, за прв пат, македонските бачила од високопланинските региони добија струја. Со средствата од програмата за рурален развој за 2019 година набавени се и распределени 50 фотоволтаични панели и истите се распределени на бачилата низ целата држава. И тоа во местата Битола, Штип, Радовиш, Македонски Брод, Дебар, Кавадарци, Гостивар, Свети Николе, Кичево и Велес. Освен фотоволтаиците, набавени се и 150 метални водопоила кои за прв пат се изработени од нераѓосувачки материјал инокс, со долготраен квалитет и распределени се на 83 локации на територија на државата, како и пластични срева за вода. Со ова заокружуваме набавка на се што е потребно за подобрување на условите во бачилата. Вкупниот износ на набавената опрема изнесува 23 милиони денари, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност. Во изминатиот период, освен набавка на фотоволтаици и водопоила, извршено е и пробивање на 2,5 км земјишни патишта до пасишта и реконструкции на 22 км постоечки земјени патишта до самите пасишта. Со ова овозможивме полесен пристап до бачилата и полесен транспорт, што е од големо значење за сточарите. Оваа година планирано е да се изработат и 10 бушотини за бунари за вода на пасишта каде се соочуваат со недостиг на вода во летниот период. Наша цел е да инвестираме во развој на сточарството, да создаваме услови, пат, вода, струја и преку нашата грижа да ги зачуваме овие богати екосистеми и да им помогнеме на сточарите полесно и поефикасно да го работат токму она што најдобро го знаат. Да подсетам дека вчера се исплати 88,6 милиони денари субвенции за задржано женско јагне и јаре на вкупно 4945 сточари. Исто така, во таа насока е интервентната мерка која ја донесовме во услови на пандемија со COVID-19, а тоа е зголемена субвенција за задржано женско јагне со вкупна финансиска поддршка од 2500 денари по грло. Со распределба на наведената опрема, како и спроведување на активностите, согласно годишните инвестициски програми, значително ќе се придонесе во унапредување на сточарството, преку подобрување на услови за користење на пасишта во државна сопственост, со цел одржување на бројот на добитокот во државата и со тенденција за неговото зголемување. Модернизацијата на бачила, особено снабдување на бачилата со електрична енергија, ќе овозможи и модернизација на производствениот процес за преработка на млеко во млечни производи. Сето ова представува потврда за нашите напори да го модернизираме секој сегмент во земјоделското производство, што ќе придонесе за развој на сточарството, но и за развој на економијата во целост. Благодарам.